Благодарувам на средства за јавно информирање што дојдова. Да ја кажемо вистината во све ова што се збиднува. А се збиднува една крупна работа за која и ние као такви се бориме да луѓето кои се минимални пензии да се најде решење. Нашето барање на 4.8. е истакнато и пратено до Сојузот на пензиери на Македонија. Истото Сојузот го препрати до Министерството за труд и социјала и го спрега двете односно Сдруженијето и Министерството, доставија барање до владата. Синоќ имавте прво премиерот, па министерката за труд и социјала госпоѓата Јована и сега јас можам само да кажем едно. У потпуност, у све се согласуваме, едино остана да не може да се согласимо со линеарно покачување. Не знаеме дали уставно, неуставно. Ние тврдиме дека е неуставно. Меѓутоа, на интервенција од страна на министерката и председателката наша, Санка, е земено предвид и тоа као такав да се. Меѓутоа, тоа изискува негде околу 275.000 евра, кој ќе направи дупка во фондот, ќе на наредниот први нема да имаме више пензија да земе никој. Луѓето се огорчени со право. Не се огорчени на мене. Ови се огорчени на Уставниот суд, кој го запали фитилот и го донесе оно проклето решење за 78% повеќање. Во тоа ние као пензионери немаме никаков удел. Нашата борба и нашата интенција, првиот ден на госпоѓава и дадов кога бев изабрана 23.2023 година за председател, реков, ќе се борам за секој денар, секој цент од моите пензионери, или јас сум пензионер, или ја живеам од таа пензија. И ја знам што е потешкоќа. Знам, и мојата прва реченица беше: еден денар одавде нема да излезе, а да не е транспарентен. Понатаму, и сега стоам на тоа становништво, најголем вентил на помоќ на овие луѓе е негде на успеемо во партиципацијата на лековите, болничките лекувања и тие проклети закажување лекарски прегледи. Ако тоа имам фора и можности негде да се нешто утиче, да се смали партиципација, што ови пензионери највише тамо трошат пари. Луѓе у просек ни трошат по 5.000 за пензија, за лекови. И треба така да гледа сите. Никој у наше баш здружение досега не сретнав кој е против тоа. Ово здружение постои ради овие луѓе. Не постои ради мене. Ја као такав најмало сам битен. Битно е да ово здружение работи како е сега по принципот еден тим, дали е то дарба Божја, не знам, одабран една така наречен Dream Team, кој почна од нула и ќе завршимо, веруjem, тврдам и гарантирам, дека на крај година ќе дојдат сите у Македонија да се огледаат на ово здружение. Како треба да работи здружението? За секој да е отворено, секој да каже што мисли, али не на оваков начин. Партијска превријање у оквир на здружението не дозволувам. Мислите дека ова е потикнато партиски? Ја нема зошто да мислам, не мислам ја, тврдам. И е поименично неќу да и дадам. Ево, сегашниот говорник е од ВМРО. И мене тоа не интересува. Али нека тоа го надвор чинат. Испред на центар на градот, ја ќе се приклучам. А не во здружението. Морам сега кога они ќе одат да викам чистачи да дам 500 динара поново да чисти. Апсолутно ги поддржувам, не апсолутно, него 100%. Ги поддржувам. Зашто? Па треба тие луѓе да живеат. Никој од нас, нека бил доктор на наука 3 пати, а не еднаш. Никој не можеше да предвиди инфлацијата на светско ниво, дека кај нас ќе стигне до 20, двоцифрено, или 17, колку е стигнало. Тоа, ако не можат, и го осеќа Швајцарска, го осеќа Немачка, го осеќа Шведска, ние луѓе, дали сме свесни што сакаме? Со ова вас поново ви се заблагодарувам, што можам вистината да ја кажам пред вас, а ваше како ќе биде пренесено, ако биде пренесено онака како е овде,
голем почет и благодарност и секогаш сте добродошли во оваа куќа. И би ве замолил, ако може, да у една многу кратка верзија представникот на нашиот представник, делегатот у Скопје, кој е баш економиста по струка, да ви 3 реченици или 5 објасни за солидарниот фонд кој го злоупотребуваат сите, дека го јадиме, не го јадиме, а тоа е фонд, ние го викаме за погреб, за не дај Боже, за луѓето, али тоа не им објаснува така, не објаснува другачи. Што представува солидарниот фонд? Значи, покрај сите овие незадоволства што се јавија кај пензионерите, се покренува и прашањето зошто им се задржува на пензионерите за намени за солидарниот фонд и се работи на тоа заради нивната неупатеност да се организираат луѓето поради општите незадоволства како последица на нискиот стандард, зголемените цени, неиздрживиот живот со висината на пензиите, да се трудат да го растурат и да ја растурат и ова задршка. Солидарниот фонд функционира на ниво на пензионерското организирање кое што постои веќе скоро 8 децени, 77 години, низ различити форми, дури и преку задолжително порано осигурување во здравственото осигурување за возрастна популација. Меѓутоа, од формирањето на нашава држава, тоа функционира преку самите здруженија со издвојување и пристапници, преку здруженијата, па потоа преку осигурителна компанија во која што ја долги години работев и да кажеме како поголем град регионално работев на опфат на сите пензионери во Куманово, Паланка и Кратово на целиот регион. И таа, мислам, позитивна компонента од таа творба, од тој производ што пензионерите пристапија сите и сега 95% од пензионерската популација е член на ова асоциација Солидарниот фонд, мимо сето друго, на ниво на Сојузот и преку здруженијата, преку доброволно изјаснување на секој кога ќе стекне статус на пензија, со самото пријавување во подрачните единици на ПИОМ, така е сега уредено, значи во сите градови може да пристапи во зачленување на Солидарниот фонд. Што значи тоа? Што содржи тоа зачленување и таа изјава индивидуална што секој ја покренува, односно дава пристап? Значи се согласува да му се задржува дел од примањето пензиско, а тоа е значи дел за зачленување во тој фонд и дел што се однесува за посмртна помош. Моментално од 1.7, значи износот на задршката варира, се прати зависно од смртноста. Од 1.7 оваа година таа задршка изнесува 140 денара за случај на смрт и тој износ во случај на смрт на секој член изнесува 30.000. 30.000 денари без оглед кога ќе настапи смртта од моментот на зачленувањето. Ние сите сме, да кажеме, со нашето здравје, не се знае природата кога ќе ни го одземе животот и така натаму. Свесни за тоа, да не го оптеретуваме нашето семејство, знаејќи во каква материјална состојба се наоѓаат и нашите деца и поколенија и така натаму, сме решиле на една висока солидарна основа, собствена свест, над 300.000 пензионери да бидат зачленети во овој сојуз на тој начин. Зошто се задржува вториот дел членарината? Значи, една целина е Солидарниот фонд. Дел за посмртна помош и дел за членарина. Не може да се третира одвоено и тоа е уредено со Законот за пензиско и инвалидско осигурување, од кога веќе не е преку осигурителни компании, затоа што се сметаше дека ќе бидат злоупотребени средствата,
па да не се плаќа провизија на компании и така натаму, да не бидат начнати тие средства, се даде законско решение, се донесе преку фондот на ПИОМ, кој што на некој начин е наша благајна, наша организација каде што се исплаќаат пензиите, да се врши таа задршка спрема изјавата на секој пензионер. Тоа е регулирано со законот, членот 115, 116 и 117 од Законот за пензиско инвалидско осигурување. Тие ја вршат во фондот само административната работа, значи вршат административна забрана. Со самата забрана тие средства се задржуваат 140 денара на посебна трезорска сметка со строга намена само за во случај на смрт и се исплаќаат преку подрачните единици на секој што има доказ дека е член. Делот од членарината 30 денари, што е долги години е 30 денари, се уплаќа во Сојузот на пензионери каде што има таа одбор за регистрирана организација. Според бројот на членовите во сите здруженија, износот од 27,5 од тие 30 денари оди на здруженијата, во секое здружение според неговиот број на членови, а 2,5 денари се задржува во Сојузот на пензионери за финансирање на потреби. Зошто е потребен овој дел? Заради тоа што здруженијата се најголема асоциација во државата, значи 337.800 варираат од прилив одлив зависно, тие се здружени заради тоа да акумулираат заеднички овие нивни средства. Значи околу 10 милиона се собираат на годишно, 10 милиони евра се собираат на годишно ниво за солидарниот фонд, што за време на пандемијата не ни стига да се исплатат смртните случаи. Смртноста тогаш достигна кога беше пикот на епидемија до 20.000 пензионери на годишно ниво. Тогаш фондот се најде во тој дел за посмртна помош во една независна ситуација, меѓутоа не посегна по барање од буџетот. Не се посегна по барање на средства од буџетот, туку пензионерите сами дадоа подршка да се смени тој дел за учество во солидарниот фонд што се однесува за смрт и беа кратени по 5.000, па после тоа сето тоа се нивелираше и сега веќе фондот е во стабилна состојба. И жално е што покрај сите овие незадоволства се посегнува да се да кажеме омеловажи или да се злоупотреби и солидарниот фонд. Делот од чланарината се однесува за функционирањето на здруженијата кои што се формирани според Закон за здруженија и фондации. Тие секоја година како правни лица и Сојузот даваат завршни сметки за секој потрошен денар во здруженијата и во Сојузот. Значи се поднесуваат извештаи. Постои посредничко управување. Не непосредно, значи не можат сите во Куманово 17.000 пензионери да гласат и да усвојуваат тие документи, туку тоа се врши преку избори во граноците и представници во собрание како највисок орган на нашето здружение и за тие 17.000 пензионери сите се изјасниле по граноци во базата кој треба да биде нивен представник и да одговара 2 пати годишно. Значи, 2 собранија годишно се држат, има 35 членови во собранието, они одлучуваат дали средствата се трошат како што треба, по се што е предвидено по закон, за активности во трето доба, за помош на болни, за забави, за спорт, за рекреација, за културно забаве, за творештво и така натаму. Почитувани колеги пензионери, членови на Сдружение на пензионери Куманово, влегуваме во 4-та недела од започнување на нашите активности во врска со изнесените барања за линеарно покачување на пензиите и носење на закон за минимална пензија. Но засега не наидовме на прифаќање на истите,
во нашите матични здруженија на пензионери, а камоли пошироко. Ако мартовските изборни активности во пензионерските здруженија беа прогласени за лажирани од една влијателна партија, а во правец на партизација на здружение од страна на истата, сегашните активности за покачување на пензиите се препишуваат на втората влијателна партија и дека се во нејзина режија, што несомнено води во правецот раздели па владај, што ни се дешава на жалост. За да целокупната активност во правец на излегување од кризата и подобрување на пензионерскиот стандард биде уште подалеку од остварувањето. За да ги прокоментираме заклучоци од Сојуз на Здруженија на пензионери донесени на 14.8.2023 година, кои налагаат или препорачуваат: прво, да се преземат мерки од страна на Здруженија на пензионери, протестите да не излезат од контрола, со што нас, што го кренавме гласот, и оние што се внатре избрани од членството, не ставаат на спротивна страна или просто не делат. 2. Секој протест да биде пријавен во МВР од тие што протестираат, значи здруженијата не протестираат и истите се оградуваат. 3. Да се разговара со помала група на пензионери кои протестираат и со нив позитивно да се постапува и објасни дека усогласувањето на пензиите не е само 6% во оваа година, туку усогласувањето изнесува 8,4% од 1 март 2023 и околу 6% со важност од 1 септември 2023 година. Би изнесувало 15%, што е во согласно со пораст на платите и трошоците на живот, или слободно толкување. Функцијата на здружението е да не убеди дека убаво живееме, но нас не ни е убаво, ама ние за тоа не можеме да го разбереме. 4. Да се соработува меѓу здруженија на пензионери заради меѓусебно да се информираат со цел да се има сознание како се одвиваат работите поотделно во секое здружение и да се разменуваат позитивни искуства. Редок, ако не е единствен став кој е идентичен со нашите ставови. 5. Председателите може да побараат настап на медиуми, за да се објасни каде се трошат парите од чланарината која изнесува. Замислете, само 27,5 денари за Здружение за пензионери и 2,5 денари за Сојуз на Здружение на пензионери. А 140 денари се за посмртна помош, кои се издвојуваат на посебна сметка. А ние бараме вистински да ни објаснат, ако за солидарен фонд плаќаме 150 денари според одлука, објавена во службен вестник на 16 февруари 2022 година, а 140 денари се издвојува за посмртна помош, каде одат 10 денари или околу 320 членови на Солидарен фонд, што представува 3.200.000 денари месечно или 38.400.000 годишно или околу 625.000 евра. Каде одат нашите пари? 6. Сојузот има подготвено предлози за подигање на висината на најниските пензии и во најскоро време ќе се разговара за истите со Министерство за труд и социјална политика за донесување на решение по институционален пат во интерес на пензионерите. Ако има предлози, дали истите се тајни или не се обелоденуваат, дали истите не треба да поминат на увид и јавна расправа или со шминкерски методи за заопиголување на барањата и купување на време. 8. Пензионерите се револтирани од големување на платите на функционерите за 78%. Според нив, тоа го покренало незадоволството на пензионерите. Веројатно очекувале пензионерите да се родуваат и да слават за функционерските плати. За време на одржување на состанок на пензионерите, што протестираа пред Сојуз на Здружение на пензионери на Македонија, не беа доставени барања и не беше побарано ниту приемка и председателката на Сојуз.
Наводите дадени пред Министерство за труд и социјална политика дека председателката не ги примила ниту барањата, ниту нив, не се точни. Извините што застана пред вас свите. Најдлабоко ви се извинјавам. С најдобронамерно сам застанала. Престани. За тој зашто имам 12.000 пензију. Имам муж 20.000 пензију, имам студента од септември. Јас знам како ќе ги издржуju. Застанала сам прво ради себе, а после ради свите вас. Фала ви на поверење. Господ нека ви е на помош. Ке ги поддржу протести, само од сак далje ќе биду на другу страну. Фала ви пуно. Изволте, нека ве води в тија. Изберите си кој ќе ве води, очигледно не уму да воду. Пензионери, пензионерке, да се разбереме, чисто јасно. Дали сте вие за утре од овде да појдеме на площад да одиме? Барањата се знаат, тие две барања главни, две точки. Покачување за 3.500 денара, кои ни ги уништија, не су 3.500, сега су 1.500. Со покачување секој ден на цени, на гориво и на ред други ствари. А ние сите знаеме за 78% што се покачиле. Тие ги заработија пари седејќи во канцелари. Повелете утре во 9 часот дека тргнуваме, одиме на площад. Кои сте засегнати, ја повикувам и телевизијата ако е со нас. Ако не, нема што да кажам. Пензионерите треба да бидат поткитно, незиниот проблем бе решен, пошто се во критична ситуација. Пари немаат, нема што да јадат и поткитно ова обршка треба се преземе. Министерството за социјална помош, за здравство, за сите институции да преземат мерки, поткитно ќе ги молам и владата, и собранието, и сите, и ги благодарам ова што ќе не се слушат и да ги преземат сите мерки за нас. И за сите ние меѓу нив живееме и да живееме и понатаму. Сакам да ја известам по широката јавност дека опозицијската партија ВМРО, ДПМН и најголемата партија СДСМ владејачка успеа да го разединат народот. Цели 30 години работат на системот. Раздели па влади и сега им успеа ги разединија пензионерите и сега немаме одбор, координативно тело и сега сме оставени сами на себе со 12.000 пензии, а оние што имаат поголеми пензии направеа најмногу галама и правеа раздор помеѓу пензионерите. Никакви информации за протести. Значи го разединија народот и нема никаква ни координација, ни организација. Благодарам.